Истражувањето што во моментов се врши во Гевгелија не значи дека со сигурност ќе биде отворен рудник, вели Сонја Липиткова од Министерството за животна средина и просторно планирање. Таа тврди дека законите за дозвола за изградба на рудници во земјава се применуваат дури и поригорозно отколку во Европската унија. Нашите закони се сосема применети по директивите на Европската унија. Ние ги имаме пресликано 100-0%. Дури во некои работи сме можеби и построги во временски дистанци како се даваат дозволите. Присутна јавноста во целиот процес. Организираме јавни дебати, ја ставаме на веб страната на Министерството целокупната документација. Било кој професионалец, експерт и лаик може да ја види. Тоа месец дена стои. Се објавува дека ќе има јавна расправа во весник. Дневен весник, неколку дена, оди на локални телевизии и се покануваат сите граѓани кои што имат интерес да учествуваат. Доколку се почитуваат стандардите и се применува модерната индустрија, отворањето на рудник нема да има еколошки последици, тврди професорот Дејан Мираковски. Додава и дека во Македонија има современи рудници кои по сите технолошки, оперативни, економски и еколошки параметри се водички во сферите во кои што работат. Македонија има и ден денеска имала и у историјата рударство, ден денеска има неколку современи рудници кои по сите технолошки, по оперативните параметри, и по технолошките, и по безбедносните, па и по тие што значат безбедносните за рударите, и по економските, и по еколошките параметри се водечки у сферите у кои што работат. Имаме рудник од светска класа. По параметри, по безбедносни параметри имаме рудници од светска класа. Отворањето на рудниците се прави за доброто на граѓаните, смета и универзитетскиот професор Блажо Боев, кој во дебатата на ТВ Нова се осврни на така нареченото одржливо искористување на суровините. Во некои делови во кои имаме значајни ресурси, од една страна, од друга страна, можеме да имплементираме добри практики. Имаме добро Министерство за животна средина кој може да ги следи регулативите. Не е добро да одиме во насока на тоа да не ги искористиме за доброто на граѓаните. Мора да ги искористиме за доброто на граѓаните. Тие носат економски бенефит, голем економски бенефит. Од друга страна, ако земете територијата на Република Македонија, по својата површина и по она што се наоѓа под подотворени рудници, вие не може да го изразите во проценти тоа? Тоа не може да го изразите во проценти. Воопшто не може да го изразите во проценти. Не станува збор за огромни територии кои се зафатени, да кажеме, со некоја активност во која не можат по завршувањето на рударските активности да бидат вратени во првобитната положба. Дебатата за почитувањето на еколошките стандарди се отвори откако гевгеличани на референдум одлучија да не се прават истражувања за отворање на рудници поради страв дека е можно да се загади животната средина.